чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со Кики. Епизодава сакав да ја направам уште кога го започнав серијалот Низ град со Кики. Мојот соговорник за денес има многу интересни приказни за раскажување, а оние кои ги раскажува во медиумите обично се поврзани со неговите работни ангажмани. Денес за тоа нема да зборуваме. Тема на разговор ќе ни биде детство, тинејџерство и уписи на факултет. Низ град со Кики е Живко Мукаето. Која е некоја меморија што имаш од детството, што најдобро го опишува тоа време, некоја најдрага меморија? Моите сеќавања се за едно прекрасно детство, детство во кое се дружевме многу. Ние го викавме на тревче во наше мало, во Козле. Детство во кое немаше мобилни телефони, туку преку тераса со моите најдобри другари Ники и Бане се договаравме со викање кога одиме во мало, па тамо да ги дособереме другите деца, па одите дома само да си ручате, се враќате назад и во мало сте цел ден. И дома кога ќе дојдете, онак, целиот испотен, црн, буквално некој само вака да те фрли во вода. Основно имаш учено во Владо Тасевски, после тоа во гимназија Корчагин. Како дојде одлуката да се запишеш на математичка гимназија? Па, мене како дете ми одеше математиката, учествував во надпревари во Владо Тасевски, да не речам скоро секоја година. И некако тоа природно дојде да после тоа, во тоа време така беше и образовниот систем организиран. Корчагин беше математичко-физичка гимназија и јас одлучив да се запишам таму. А и сестра ми беше во Корчагин 2 години пред мене, веројатно и тоа имаше некој влијание. Викате дека средното училиште најубавиот период во животот, се согласуваш? Средното е факт дека има еден, јас би рекол, посебен шарм, затоа што средна школа е период кога започнуваат, ајде да кажам, можеби првите опипливи љубови и првото дружење на еден друг начин со другарите, првите излегувања. Тогаш ние имавме, да кажам, среќа да во Скопје имаше многу култни кафичи од денешен аспект, значи дали беа тоа Ани, Бони, дали тоа беше Мејка, Булевар, кај што стварно беше прекрасно да се биде дел од тоа растење. И исто така во тоа време беше време на домашни журки. Значи, ние да не речам се ротиравме секоја втора недела плюс минус со друштвото, каде што кај некој дома се собиравме. И тие журки беа стварно онака интересни. Стотина луѓе ќе дојдат на тие журки. Дел ги знаете, дел не ги знаете, чуле дека некаде се дешава журка и беше најнормално да се оди. Ние сме упаѓале некаде на журките што, да кажам, некој што организирал, може би лично не сме го знаеле, но кругот на тие луѓе сме биле во некоја корелација. Тоа било стварно едно прекрасно време од аспект на, да кажеме, тој период и начин како живеевме. Значи ги спомнавме тие хаус партис, ние што ги викаме наша генерација. Јас имам видено слики од твоето детство, дека тие журки се одвивале и кај баба Драга дома, сега куќата уште е таму. Како реагира баба Драга и дедо Трајко на ова? Па, реагира стварно прекрасно и мислам дека има многу разбирање за тоа што го правевме, за тоа што на кој принцип функционираме. Значи, ние ќе им кажеме дека тогаш и тогаш планираме журка. И они знаат дека таа вечер треба да одат во Неготино или Кавадарци, кај бабите некаде да преспијат, и дека нели журката си се случува. Ние се организираме околу журката, тамо можам да кажам исто, па не знам се бира кои песни ќе се пуштаат, како ќе се пуштаат. Тогаш на касети беше, па CD-ња веќе се појавија, па кој ќе пушта, што ќе пушта, немаше диџеј, по звучење немавме, треба од негде да го најдеш, па се носат звучници, па да се намести тоа се. Значи стварно беше онака доживеј целото
спремање за тие журки. Па дури пиво продававме на журките. Што исто вака беше интересна, да кажеме, ситуација, значи малци предприемачки дух заедно со организирањето на тие журки, и тоа беше стварно онака многу интересно и многу убаво да се живее како такво. Но тука имаше правила на игра стриктно дефинирани, што значи доверба апсолутна. Да, они нас прифаќаат да идат, нели, таму една вечер и да не остаат, но ние имаме обврска утре дента, после ручек, они кои ќе си дојдат, дека ние треба цакум пакум куќата да ја направиме да биде чиста исто како што била пред они да отидат. Исто и сестра ми правеше многу журки во тоа време, и на таван горе, и се, и така да некако тука, па ние како помали користевме, јас уште некои другари, малци со постарија да бидеме во дело таа приказна, пошто сепак они како постари некои трендови диктира на кои ние се трудевме да се надоврзиме. Еве, почнавме тема настани, некои случаи од средна. Дали имаш некој, баш од конкретно од Корчаген, некој професор што ти има останато во сеќавање, или некоја случка што ти е вака омилена? Значи, дефинитивно, професорката Душка Джинлева, која ми предаваше историја, ние имавме среќа да имаме стварно една генерација на врвни професори во средно училиште, и они од една страна беа строги, но од друга страна има еден шарм, има начин како да не натераат да учиме, и има и многу интересни изреки. Например, ако некој не знае, она знаеше да му каже нестречно. Така беше многу уникатно да се чуе. Исто имаше Ермина, една професорка по биологија интересна, она имаше така еден шарм исто на комуницирање, кај што дури кој ќе ти каже лоша оцена, ти ја кажува на еден интересен начин. И позната изрека беше, за среќа ја не сум ја добил од незе, седи душо, ево ти еден. Тоа беше онака, баш ем си душо, ем добијаш еден, така да како комбинација, интересно да го чуеш, а сепак не убаво. Да. Ти имаш предавано пуканки, имаш менаџирано кафич. Се работел како радиокоментатор. Исто така и да не сгрешам, си водел маркетинг на радио Vox. Како дојде до сите овие ангажмани? Значи, едно по едно. Прво, околу работењето работев едно лето во дискотеката Текила, и таму кафичот Тифани имаше шанк, а дел од шанкот го менаџира заедно со легендарниот Велибор Џаровски Џаро, кој му беше добар пријател на мојот татко, и некако случајно падна муабет и се договоривме. Џаро си ставил машина една голема за пуканки таму, вика, и така нема кој да ми ја работи. И јас цело лето во Текила, машината за пуканки на Џаро, да кажеме, работев како дел од шанкот на Тифани. Едно прекрасно искуство, плюс може да има возможиш на другарите гратис карти да влезат, пошто ти си внатре, плюс си тука нели на шанк, па гледаш кој како што, да кажеме, може да те препознаат одредени, посебно од твоја генерација луѓе, така да стварно беше едно интересно искуство, како комбинација, да кажеме, нели, и на работење и на искачање на некој начин. Да. Околу менаџирањето со кафич, конкретно ние излегувавме многу често кај Ванчо Балевски во Змија, во Тафталиџе. Тоа беше исто еден култен кафич во тоа време во Скопје, и еден ден Ванчо дојде, бе, вика, и така, ваше друштво доаѓате секој ден плюс минус, ајде да пробаме нешто да направиме, да бидете еден вид на менаџери. Тоа во тоа време функционираше, нели? Ти викаш луѓе, носиш, имаш право на одредени пијачки гратис да даеш таму за гостите, да ги стимулираш, чуваш маси за битни фаци, и така да беше интересно. И за време на факултет, да, некои 2 години работев во Радио Vox, имав 2 емисии, едната беше како топ листа, другата беше повеќе што е ново во филмската индустрија. Во тоа време немаше интернет и чуда, така да тие податци малку потешко се наоѓаа, требаше како датабази на компјутер да се купат, зборам малку еден друг пристап од тој тип. И надвор од тоа помага во радиото, бев задолжен за координација на маркетинг активностите и за обезбедување на спонзори. Така да, едно исто интересно искуство, работење со луѓе кои беа институции тоа време, од, не знам, Диже Цена, Драган Павлович, Реджо Балјич, Вики, која после беше во
во Телма, DJ Тута, DJ Бела, стварно една Дени, една прекрасна екипа на луѓе со кои имавме и многу дружба и баш онака заеднички поминувавме за тоа што вие поминувате во Радио Саат 2 емисија, после тоа ќе одите негде на пијачка, низ град, вамо тамо и така да стварно едно интересно, убаво искуство и од тој тип малце, да кажеме, на функционирање. Каков беше нуклеен живот во тоа време? Прекрасно. И беше интересно како, да кажеме, сите тие чекори одеа. Например, вие за да влезете во диско, треба да пред тоа идете во некој кафич, каде што главните играчи од диско, у тоа време Зеко и Пижевеа, треба да донесат гратиси во одреден период од вечерта, да побарате да ви дадат гратис и онда со тие гратиси одите во дискотека. И ние, например, тогаш одевме во Мавравка во Блек Маркет, па тамо си Саат 2, па сите чекаат Пижи и Зеко да дојдат, Пижи и Зеко ќе дојдат, ќе ти дадат гратис и со тој гратис идеш од диско, дали беше Силекс, дали некој други, зависи кој период. Ги спомнавме баба ми, дедо ми, дали има некоја одлука која што си ја направил ти, со кој што они не се согласиле? Па повеќе како анекдота би го кажал, значи јас дипломирав на машински факултет и сега дента дипломската е некаде околу 12, а јас сум договорен со Наташа Вучидолова, која инаку сега е водач на навивачката група Кафетинки, на ракометен клуб Алкалоид, да одиме кај Весна во Чаир и да ми изфарба тегет. А вечерта правиме прослава во Аполон. Да ти изфарба тегет? Тегет, значи бојата на косата да биде за тој настан изфарбана тегет. Добро. И сега идам јас кај Весна, у Чаир, све тоа се средува, мислам ме направи тегет кој се договоривме и одам дома. А татко ми не беше информиран за таа информација, инаку во 12 беше он на дипломската. И ова се случува веќе негде кај 5:05, да кажеме, а веќе од 9 во Аполон почнува журката. И идам дома и он ме гледа и ми вика: синко, денов е убав, све е ова окей, вечер истераш што ќе истераш, ја утре кај 5:05 ќе си дојдам од работа, сакам да те видам со старата боја на косата. И така и беше. Пошто имавме еден така другарски однос, кога нешто ќе се договориме, дека треба да се испоштува. Па добро, мислам дека тој однос го имаме и некако ние секогаш дома, дека што ќе се договориме мора да е испочитувано, доколку не е испочитувано се губи доверба, тоа е. Довербата е клучна. И во семејството, и во градењето на односи меѓу луѓето, и за неа треба да се бориме, затоа што тоа е еден континуиран процес да се потврдува довербата, а многу лесно се губи. За жал. Во тоа време имало многу социализација, може и повеќе од тоа што има сега, иако ние имаме пристап до социјални мрежи, да кажеме. Мислам дека стилот на родителство бил поразличен него тој што е денес. Јас и моите сестри имаме дискутирано и ве гледаме вас како построги родители, успоредно со другите. Добро, кажи ми малце повеќе околу тоа, какво било родителството тогаш? Па, како што ти кажав, значи беше, прво се знаеше редот дома. Да. Функционирање темелено на доверба, на многу љубов, на многу разбирање. Јас, да кажам, има стварно едно прекрасно детство, благодарение на татко ми Трајче, на мајка ми Драгица и на сестра ми Билјана. И стварно имавме еден супер однос на разбирање, но како што кажав, значи се знаеше редот, кој, што, како, зашто дома, а од друга страна довербата беше на која е клучна за да тоа функционира така. И договор за се. Кажи ми како дојде одлуката да се запишеш на машински факултет и дали памтиш дали го памтиш тој период, какви беа описите? Па го памтам, ние како што бевме другари собрани 6-7 од друштво од искачање и да кажеме, пошто во Крчагин уживме заедно, некако каде, како, што, зашто, и на крај се договоривме сите оптан, топтан на машински факултет. И така едно цело друштво, комплет, тие што бевме од Корчагин,
продолживме на машински факултет. Сега, например, кај нас дома, татко ми има завршено електрофакултет, сестра ми беше на електро. Веројатно, не можам да тврдам, ќе беа посреќни јас да се запишев на електрофакултет, но јас лично сметам дека тоа беше моја исправна одлука да се запишем на машински факултет. После машински, одиш на последипломски студии во Лондон. Ова е 1997 до 1999 година. Значи, во тоа време немало, како да кажам, мобилни телефони, немало ефтини летови, немало апликации за комуникација. Како се соочи со тој шок да се преселиш сам и каков беше некој тој период на, како да кажам, на навикнување? Па си има своја специфика. Јас имав среќна околност што претходната година бев 3 недели да учам јазик во Оксфорд. И тогаш да се пофалам бев и на концерт на Майкл Джексон во Лондон и многу сум од денешна перспектива среќен што бев тамо. И наредната година се запишав во Лондон. Малку беше временски лимитирано, затоа што де факто одлуката падна некаде до средината на август, а веќе дента кога јас дојдов во Лондон беше дента кога беше погребот на принцезата Дајана. По тоа се сеќам. И де факто многу брзо беше цело тоа време, па од денешна перспектива немаше многу технолошки можности како сега околу разни апликации едно друго, туку со самиот факултет, да кажеме, се договорив да видам во кампус тамо. И првиот семестар бев во кампус на Waterloo Bridge, во студентскиот дом, кај што имав цимер од Бангладеш. 3,5 месеци со него живеев. Тоа беше најнормална ситуација тамо. Имате еден тоалет за цел кат, се знае како работи функционираат во студентски дом. Факт е дека за мене беше тоа нормално период на прилагодување. Првиот семестар и покрај тоа што стварно интензивно учев, дел од оцените не ми беа како што треба, па тоа беше додатен шок и додатен ангажман мој за да стварно посветено и како што треба успешно си ги завршам и тие обврски. Доста учев во библиотека во студентскиот дом, што вака беше интересно искуство тогаш во секој случај. Така да за мене еден период кој беше сериозен ментален тест, но кој сметам дека ме научи многу и ми помогна да станам, како да кажам, да се развивам на еден добар начин и беше за мене една сериозна школа. Исто не беше како сега гледам деца идат на факултет, секој 2 дена со Скопје, повеќе него тамо кај што се. Значи јас отидов крај на август во Лондон до 10 декември, јас бев тамо, нити дојде некој да ме види, нити јас се вратив во Скопје. Сосема еден друг терк. И мене ми е драго што посебно, да кажам, таа прва година тамо еден добар круг на луѓе запознав. Мене најдобрите, да кажеме, другарки и другари ми беа од Бразил, од Чиле, од Јапонија. Значи стварно еден многу интересен круг на луѓе и мојот совет од денешен аспект за младите, за студентите наши, каде да одате, да посебно на почеток пробаат и посветат време да бидат во тие студентски домови, за да стварно се измешаат со луѓе од други земји, од други култури и да направат една мрежа која покасно може да им биде многу корисна, а и нив ќе ги направи побогати од аспект на знаење и од аспект на, како да кажам, впивање на логики на размислување на сосема други нации, култури и се останато што тоа си го носи како такво. Дали си уште во комуникација со некои од тие луѓе? Да, сум и многу ми е драго што е така. Јас денес имам другарка Алешандра во Бразил, која работи во Бразилскиот олимписки комитет, Марица во Чиле, Мајоми во Јапонија и многу други. И многу ми е драго што ние продолживме да го држиме тој контакт. Од денешна перспектива, кој е некој момент што најмногу ти влијал, што ти бил најзначаен? Тука една работа која за мене беше многу емотивна, тоа е моментот кога татко ми се разболе од канцер и кога не викна дома да ни го соопшти тоа мене, на мајка ми и на сестра ми. Јас се сеќавам на секоја секунда
од моментот кога ми сврте, пошто знам и каде бев во кафе бар Джовани тогаш, па до доаѓањето дома, кој, како, каде седеше и што точно ни кажа. Така да за мене е момент кој, како да кажам, веројатно имаше директно влијание да некои работи во животот ги сватам многу посериозно и многу побрзо да се променам во начинот на однесување и функционирање. Како ти го смени тоа животот тогаш? Како ми го смени? Па во секој случај, затоа што вие до тој момент сте, да кажеме, млад човек, вратен од студии, почнал да работи во Алкалоид, во маркетинг служба, каде што има доста креација, но е друг тип на одговорност версус она што покасно се случуваше. И одеднаш имате момент кај што оној кој ви е, како да кажам, најголем идол и кој ви значи премногу во животот, ви соопштува дека работите веќе одат во друг правец и дека на некој начин сите треба да почнеме многу поразлично да се однесуваме, ние останатите и многу по одговорно веројатно. Значи, тука веќе влагаме на периодот кога ти се вработуваш во Алкалоид. Кариерата, како да кажам, ти е околу таа фирма. Кажи ми некои 3 моменти од твојата кариера што ти се најдраги, што најмногу ќе ги памтиш. Јас сум прво растен во духот на Алкалоид, значи од кога знам за себе, Алкалоид бил една од главните теми дома на, нели, разговор, функционирање. Ние некако сите, да кажеме, сме воспитувани во тој дух. И има многу моменти кои, да кажеме, на некој начин во кариерата имаат влијание. Ајде вака неколку од прва што ќе ми дојдат. Например, првиот месец кога станав директор на продажби. Добро. И сега знаете како е, и се уште има една, нели, недоверба, подценување од одредена структура во компанијата, па како сега ќе биде, што ќе биде. И толку бев среќен кога првиот месец успеавме да го реализираме планот за продажби. Пошто тоа беше едно чувство дека еве ние можеме со тимот и дека еве покажуваме дека работите ќе тргнат во добар правец. Затоа што ви викам, имаше една недоверба од страна и посебно сега ја идам дома на татко и му викам еве, прв месец, бројки има. Друг момент вака да ми текне, првото представување на фармацевски меѓународен конгрес, кај што секој 4 години се одржува во Охрид, каде што јас ја водев, ајде да кажам, целата Алкалоидова екипа. Значи, ние таму се појавуваме сите облечени во исто, стегнати, дотерани, спремни, со конкретен настап, кој што како ќе прави. И искрено тогаш таму го добив тоа чувство, викам, па ние сме машинерија, ние можеме све, ние сме подобри од сите овие други што се тука дојдени на конгресот. И мислам дека тоа е една додатна самодоверба внесена целиот тим. И има уште многу вакви ситуации, можеби трета интересна е кога зборевме леле како да дојдеме до 100 милиони евра продажби. Тогаш имавме 50 и нешто, ама тоа не беше како нешто далеко, кој знае кога ќе се случи. И кога се случи, само неколку години после, да кажам, тој муавет, тоа беше исто едно такво задоволство на тимот, на луѓето, дека еве сме дошле до тоа, па еве продолжуваме. 2025-та 339 милиони евра завршивме, значи од тие 100 сме дошле многу понапред и јас сум убеден дека сите ние во Алкалоид можеме да постигнеме многу повеќе. Деновиве на социјални мрежи гледаме многу грозни сцени од врсничко насилство. Значи, тоа е тепање, понижување, некои работи што искрено ги немам видено. Бар кај мене, мојата генерација не постапувале до таа екстрема некоја. Кој е твоето мислење за ова? Прво мислам дека се доаѓа од домашното воспитување и од воспитувањето во основните школи. Ние, за жал, во нашето општество
и односот према родителите на некој начин е изместен ради тоа трчање цело време по, да кажеме, финанска заработка и недоволно поминување на време на родителите со своите деца, а од друга страна и авторитетот на учителот во основно, во средно школа тотално е струшен. И ние ако порано имаме ситуација кај што ако нешто сгрешиме, родителите беа на страната на учителите, сега толку родителите се поставуваат заштитнички во секоја ситуација према своите деца, каде што се влегува во едни нереални односи да за се наоѓаат оправдание за нивното однесување. Јас може ви кажам еве еден пример колку на друга страна сето тоа беше во наше време. Значи на моите први комши се тоа е професорката пијанистката Снежана Настасова Чадиковска и незината мајка баба Гинка. Јас дете негде 5-6 години и сум прошол на улица, не сум ја поздравил баба Гинка. Баба Гинка оди кај моите, вака и вака, вашето дете не ми кажа добар ден. Значи моите ме викнаа, ми кажаа дека треба да се каже добар ден на секој од комшиите, посебно треба да се испочитуваат повозрасните луѓе, дека е тоа работа која е врзана со домашното воспитување. И ја до ден денес муабетот од баба Гинка се уште ми стои, да кажеме, во глава. И сега кога ставам тоа во контекст на денешното однесување на младите, значи нас не се случува во компанија кај што ја водам во двор да се разминам со некој од вработените кој гледа само вака во мобилниот и не гледа лево и десно и кој поминува. И може да се случи да не добиеш ни едноставно добар ден од нив. А јас свесно ќе им кажам за да видам реакцијата. А ова е само еден мал пример од она време како бевме воспитувани и како и одредени наши, да кажам, однесувања се коригираа во од за да се поправи. Денеска тоа, еве гледате и сами, една агресија, една, како да кажам, зависност од тие социјални мрежи и кој повеќе да се изекспонира тамо со едни тотално изместени вредности. Мислам дека е многу сериозен моментот и дека треба сите да си ставиме прст на чело и многу повеќе секој во својот делокруг на однесување да пробаме да ги превенираме овие, да кажам, девијантни појави, да се намалат колку може. Јас сум реален и свесен дека тоа не може да се сведе на нула, но сепак да сите на некој начин пробаме да влијаеме да оваа агресија се некако сведе на нешто што е здраворазумски. Да. Кој е твојот совет до младите? До мојата генерација? Мојот совет до младите е да бидат упорни, да бидат посветени, да веруваат во себе, да не бидат неми наблюдувачи на општествените прилики, туку да пробаат да се ангажираат и да влијаат да секој во својот пак делокруг на функционирање допринесе да изградиме заеднички едно подобро општество, секој подобра држава Македонија. Од денешна перспектива, што би кажал на 10 годишниот Живко? Што би кажал? Тешко прашање. Па тој 10 годишен Живко живеел во едно друго време тогаш и во, како да кажам, едни општествени услови каде што правилата на игра биле поставени на еден друг начин, а Живко од денешна перспектива веќе, да кажеме, поминало многу време, но сепак би му кажал на тој Живко, биди добар. Добра. Фала многу за гостувањето. Ми беше мило, јас уште од, како да кажам, уште од првата епизода сакав да имаме емисија заедно и сум стрекна што се изведе тоа конечно. Благодарам на поканата. Искрено се плашев кој ќе има повеќе трема од нас двајца. Јас. Мислам дека добро поминав. Добро. И ми беше големо задоволство да ти бидам гостин и продолжи така, Кики.
И мене ми е преголемо задоволство што седиме и збориме. Фала ти, тато.